Поради енергетската криза, 1/3 од јавната и државна администрација да работи од дома и да се воспостави принцип на ротирање, без при тоа да се наруши функционирањето на институцијата. За време на работата од дома, административците ќе добиваат плата за 30% пониска од редовната. Ова е едно од мерките на владата за заштеда на енергија во време на криза, усвоени на 88-та седница на која синдикатот жестоко реагира. Тука јас мислам дека не се гледа заштедата околу она што значи електрична енергија или затоплување. Тука се гледа по оние сознанија што ги имам, кои што беа напишани во тие мерки, да оние кои што ќе работат од дома да имаат намалена плата. И најверојатно тука го гледаат она како заштеда, а бидејќи администрацијата ретко каде има повеќе од минималната плата, со намалување на тоа ќе испаднат испод минималната плата. Останатите мерки предвидуваат намалување на систематизираните работни места и зголемување на ефикасноста и продуктивноста на вработените. Новите вработувања да се реализираат главно преку мобилност и превземање на вработени од други институции од јавниот сектор. Намалување на трошоците за прекувремена работа за најмалку 20% и намалување на трошоците за стоки и услуги за 20%. Стои во одлуките на владата. Во исто време ќе се кратат и привилегии, како што се мобилни телефони, лимитирање на условите за користење на службени телефони, а ќе се бара од операторите да воведат SMS известување за секое пречекорување на лимитот. Во прашање се доведени и колективните договори. Како синдикат нема да дозволиме и никој не смее да раскине договор без дозвола од гранковиот синдикат. Нити она што имаат намера. Сепак во колективните договори има запишано одредени членови во кои што за секоја ротација, преместување од едно работно друго место, треба да се консултира синдикатот. Од друга страна, вице-премиерот Фатмир Битики денес излезе со објаснување дека мерките се реални и насочени кон целокупната администрација, а не само кон еден нејзин дел. И тоа е за сите, за цел јавен сектор. Во период на криза не е период на калкулација. Така да таму има дадени совети што треба да направат и на централна власт, и на локална власт, и јавните предпријатија, и акционерски друштва. Оди во насока на креирање на методологијата и на законот за плати, така да се опфатно ќе се дадат резултати. Во време на актуализација на темата за штедење и рационализација, СОНК и Министерството за труд и социјална политика потпишаа колективен договор со кој се официализира зголемувањето на платите на вработените во градинките за 15% и нивен континуиран раст со секое зголемување на минималната плата. Во меѓувреме, се поголем е бројот на приватни компании кои поради енергетската криза го намалија производството и ги испратија вработените на принуден одмор, што подразбира и исплата на 70% од платата.